Корупција, криминал, екстремизам, непочитување на меѓународни договори, нарушување на меѓународното право, мирот и стабилноста. Ова се причините поради кои главно поранешни и актуелни функционери од регионот се најдоа изминативе години на така наречени црни листи. Но што всушност представуваат црните листи? Тие имаат длабоки корени во историјата, но концептот не бил ист со денешниот и не се нарекувале со тоа име. Уште во 17-тиот век во Англија во времето на кралот Чарлс I имало листа на лица кои биле лојални до него и се сметале за непријатели на парламентот. За време на индустријската револуција низ светот имало листи кои се користеле за да не бидат вработувани работнички активисти и лидери на синдикални организации. Денес во светски рамки најмногу се зборува за американската црна листа, веројатно поради глобалната позиција која САД ја наметна и се обрнува најголемо внимание. Одредени постапки на правосудни или полициски органи се испровоцирани токму откако некој функционер ќе се најде на оваа листа. Црната листа постоела во САД и во минатото, но во друга форма. За време и по студената војна се ограничувале финансиските трансакции со комунистичките режими и противниците на интересите на САД, како Северна Кореја, Куба и Виетнам. Во текот на 80-тите и 90-тите години на минатиот век санкциите се повеќе се применувале кон поединци. Постепено дошло до денешната црна листа креирана од Министерството за финансии и Канцеларијата за контрола на финансиски средства. Десетици актуелни и поранешни функционери од регионот се наоѓаат на црната листа на САД, меѓу нив и 13 македонски државјани, најмногу поради корупција или нарушување на владењето на правото. Таму меѓу другите се поранешниот македонски премиер Никола Груевски, екс-вице-премиерите Артан Груби и Кочо Анѓушев, екс-шефот на УБК Сашо Мјалков и поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева. Од Босна и Херцеговина тука е лидерот на босанските срби Милорад Додик, поради поткопување на Дејтонскиот договор и корупција, членови на неговото семејство и компании блиски до него, Желјка Цвијановиќ, српски представник во претседателството на Босна и Херцеговина, поранешната јавна обвинителка Гордана Тадич, Српската демократска странка, Фадил Новалич, еден граѓанин. На црната листа се и поранешните српски војни и политички представници за време на војната во Босна и Херцеговина и осуденици од Хашкиот трибунал за војни злосторства и геноцид, Радко Младич, Радован Караджич и Билјана Плавшич. Од Србија меѓу другите на црната листа се и поранешниот вице-премиер и министер Александар Вулин, Воислав Шешелј, Веселин Шљиванчанин, Милан Радојчиć инволвиран во инцидентот во Бањска. САД воведоа санкции за Сали Бериша, поранешен премиер на Албанија и Насер Келменди. Од Црна Гора таму е поранешниот председател на Србија и Црна Гора Светозар Маровиќ. Санкциите најчесто се однесуваат на забрана за добивање виза и престој во САД за санкционираното лице и неговото семејство, замрзнување на сметки и забрана за извршување финансиски трансакции. Таков беше случајот со Груевски и Мијалков. Нив и на нивните семејства им беше забранет влез во САД. Под санкција е фирмата на Груевски регистрирана во Унгарија. Во САД не смее да патува и доскорешниот вице-премиер Артан Груби. Патување во САД и беше забрането и на обвинителката Тадич од Босна и Херцеговина. Забранет влез во САД, забрана за трансакции, замрзнување на евентуални сметки доби Милорад Додик. За него и за Желјка Цвијановиќ забрана за патување воведе и Велика Британија. Сепак видовме дека санкциите во голем број случаи не представуваат пречка санкционираните нормално да функционираат во други земји, па дури и натаму да ги извршуваат своите функции. Но знаете ли дека и други држави и меѓународни организации имаат своевидни црни листи, но на нив не се обрнува толкова внимание. Своја црна листа за различни типови на поединци и организации имаат и Европската унија, Обединетите нации, Русија, Кина, Велика Британија, Јапонија, Австралија, Канада. Најчесто служат за спречување финансиски трансакции влез на непожелни лица, контрола при вработувањето и делувањето на одредени индустрии, перење пари, тероризам, но и сајбер заштита од хакери и сомнителни IP адреси.